Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Комуналното јавно предпријатие Водовод ја донесе одлуката за 24% намалување на тарифите, што ќе ги наплатува за собирање и одведување на отпадните води во наредните 3 години. Истовремено изготвена е и одлуката за цената за прочистување на отпадните води, што ќе се наплатува од 2019 година, односно по завршувањето на пречистителната станица кај Мојанци. За околу 3 денари до 2020 година треба да се намали цената на услугата за собирање и одведување на отпадните води од населените места во општина Кочани. Намалувањето ќе се врши постепено во наредните 3 години, соодветно на препораките добиени од Регулаторната комисија за енергетика, а во согласност со Законот за водни услуги. Како што е познато, регулаторна препорача тарифата да се намали за околу 24%, одбивајќи го барањето на Водовод, сумата да порасне за 2,96% во споредба со постојната цена. Управниот одбор на предпријатието веќе ја донел одлуката, според која за 2018 година цената за собирање и одведување отпадни води од домакинствата ќе изнесува 14,57 денари од метар кубен, а една година подоцна сумата ќе падне на 11,27 денари од метар кубен. Во 2020 година пак сумата ќе има минимално покачување, односно ќе се задржи на 11,57 денари. Соодветно на ова, ќе има намалување на цената на услугата и за комерцијалните правни лица и за институциите. Кај нив од 22,59 денари во 2018 тарифата ќе падне на 17,41 денар за метар кубен отпадна вода во 2020 година. Со донесувањето на оваа одлука се укинува претходно донесената единична цена за собирање и одведување на отпадни води, што предпријатието ја применуваше од средината на 2016 година. Истовремено, со одлуката за тарифите за собирање на отпадните води, донесена е и одлука за цената за нејзино прочистување, што ќе ја плаќаат и граѓаните и фирмите. Според утврдениот текст, оваа услуга ќе започне да се наплаќа од 2019 година, односно откако ќе биде завршена станицата за пречистување на отпадните води што се гради кај Мојанци. Со одлуката се предвидува граѓаните да плаќаат по 12,75 денари за метар кубен пречистена вода во 2019, односно по 13,04 денари во 2020 година. Оваа сума ќе биде иста и за услугата што ќе ја плаќаат и фирмите и институциите во општината. Двете донесени одлуки од управниот одбор на Кочанското комунално предпријатие ќе се најдат на разгледување и пред Советот на општината на седницата што ќе се одржи в петок, доколку бидат усвоени и официјално ќе може да започне нивната примена. Над 16.000 евра ќе издвои локалната самоуправа на Кочани од буџетската сметка за да ги покрие долговите на основното училиште Никола Карев, што настанале во изминатите години. Целта е да се обезбеди нормална работа на образовната институција и да се избегне блокирање на сметката. Општина Кочани ќе продолжи да покрива дел од долговите на училиштата за да спречи блокирање на нивните банкарски сметки и да обезбеди непречено функционирање и реализирање на наставниот процес. Според најновата предлог одлука се предвидува од буџетската сметка на локалната самоуправа да се издвојат 1 милион денари за плаќање на натрупаните фактури во основното училиште Никола Карев, а што не биле навремено плаќани во изминатите неколку години. Сумата представува дополнување на редовната блок дотација, што образовната установа ја добива секој месец за покривање на трошоците од работењето. Со тоа, барем до некаде ќе се намали долгот на ово училиште, чиј вкупен износ изнесува близу 4,5 милиони денари, од кои скоро целата сума е кон добавувачот Автоатом за превоз на учениците. Предлог одлуката треба да добие и согласност од Советот на општината, пошто парите ќе можат да се трансферираат на сметката на училиштето. Инаку, пред неколку дена општина Кочани во договор со Автоатом исплати 1,5 милион денари како краткорочно подмирување на долгот на училиштата, чија вкупна висина изнесува 34 милиони денари. Со тоа беше овозможено деблокирање на училишните сметки, главно на средното општинско училиште Гошо Викентиев и на основното Никола Карев. Во рамки на воспоставувањето меѓународна соработка, градоначалникот на Кочани Илиев се наоѓа во дводневна посета на две општини во Шведска.
Престојот е по покана на домакините, а веќе се разговарало за неколку форми на меѓусебна соработка, што е од заеднички интерес на нашата и на шведските локални самоуправи. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев во периодот од 12 до 14 декември е во официјална посета на општините Борос и Кунгелв во Кралството Шведска. Во рамки на посетата на општина Борос, градоначалникот Илиев остварил средба со својот колега од оваа шведска општина, Улф Олсон, на која било разговарано за отпочнување соработка помеѓу општините Кочани и Борос. Исто така се разговарало и за размена на искуства и договарање форми на една соработка во различни општествени сфери, што се од интерес на двете општини. Помеѓу останатото, Илиев ги презентирал и потенцијалите за инвестиции во општина Кочани и придобивките од нив. Исто така, градоначалникот остварил средба и со представници на Македонското друштво на иселеници Кочо Рацин, кое брои над 110 членови, а чие седиште е во градот Борос. Инаку, општината Борос има 110.000 жители и се наоѓа во западна Шведска, а заедничка нишка за Кочани и оваа локална самоуправа е што и двете општини се познати по развиената текстилна индустрија. Посетата на градоначалникот Илиев продолжи во текот на денот со состаноци со градоначалникот на општината Кунгелв, потоа посети на јавни предпријатија и установи, како и средби со представници на Македонскиот сојуз во Шведска, чие седиште е во Гетеборг. Општина Виница го решава проблемот со водоснабдување на жителите на Мало Трајановци во село Грлани. Како поголем проект планиран во 2018 во тој дел е изградбата на филтер станицата во село Трасино. Наместо цистерни за вода, жителите на Малото Трајановци во виничкото село Грлани деновиве очекуваат решавање на деценискиот проблем со водоснабдувањето. Општина Виница работи на спроведување на водоводна линија во должина од 1500 метри. Моментално се наоѓаме во село Грлани, поточно во населено место Трајановци, каде што сме при крај при решавањето на водоводната мрежа, која што досега жителите на ова мало се снабдуваат со цистерни. Водоводната мрежа е од околу 1500 метри, инвестиција е општина Виница. Инвестицијата овде не е голема, која што ги засега овие жители, меѓутоа проблемот е децениски, така да општина Виница и јас како градоначалник кажавме дека уште во почетокот на мојот мандат дека овој проблем ќе го решиме и еве гледаме дека веќе од утре овие жители на населеното место Трајановци од утре ќе имаат чиста и исправна вода за пиење. До крајот на годината, доколку дозволат временските услови, општината пристапува кон решавање на водоснабдувањето во село Лески, кое по број на жители предничи во однос на другите населени места, а летово континуирано беше без вода. Ова лето знаеме дека во село Лески имаше проблем со водоснабдување. Доколку не послужат временските услови, ќе почнеме со искупување на бунари во село Лески, така да планирани се и средства за наредна година проширување на филтер станицата, со што ќе овозможиме и целото село, поточно Лески, да го снабдиме со вода. Општината во буџетот за 2018 година има планирано дополнителни средства за подобрување на квалитетот на водата во дел од населените места, а како поголем проект во тој дел е изградбата на филтер станицата во село Трасино. На почетокот на оваа грејна сезона, граѓаните треба да ги исчистат оџаците и димоводните канали за да се спречи опасноста од појава на пожари. Од територијалната противпожарна единица велат дека во сериозна закана за настанување пожари се запалените оџаци, па апелираат да се почитуваат препораките за безбедност. Неисчистените оџаци се честа причина за појава на пожари и интервенции на пожарникарите. И покрај предупредувањата, граѓаните недоволно сериозно ги сваќаат опасностите, па дури и на почетокот од актуелната грејна сезона ретко преземаат мерки за чистење на димоводните канали, велат од територијалната противпожарна единица од Кочани. Во последните неколку години забележан е пораст во бројот на интервенции на запалени оџаци, а во неколку случаи имало и проширување на огнот и предизвикување на поголема материјална штета.
и покрај тоа што веќе грејната сезона е започната, не е во одмет да се изврши прочистување на димноводите на оджаците, за да може да се спречи палење кај истите кои што секој представуваат голема опасност, поготово во текот на зимскиот период, затоа што најголемиот број од интервенции што ние како противпожарна единица ги регистрираме во текот на зимскиот период се настанати токму од палење на неисчистени димноводи. Според Арсов, сериозен е бројот на интервенции на противпожарната единица во текот на оваа година, токму на запалени оджаци, а тие пред се однесуваат на минатата грејна сезона. Сепак, на територијата на Кочани и на соседните општини, пожарникарите веќе гаселе пожари и во новата сезона на грејење, при што причинители исто така биле неисчистените димоводи. Со почетокот на 2017 година до сега како противпожарна единица имаме регистрирано 24 интервенции на запалени оджаци. Најголемиот дел од нив се однесуваат на територијата на општина Кочани, но не е мал бројот и на оние кои што се вклучени каде што се интервенира на територијата на општина Чешиново, Блешево и Зрновци. Ова година, односно оваа грејна сезона, почнувајќи од октомври месец, од која званично започнува грејната сезона во Република Македонија, согласно временските услови, ние како противпожарна единица досега имаме регистрирано 2 интервенции на запален оджак. Се надеваме дека со овој апел местното население благовремено ќе реагира, дека ќе се спречи појавата на палење на оджаци во текот на грејната сезона и исто така би сакале да кажеме дека и законските регулативи тоа го налагаат, дека е предвидено прочистување секогаш на димноводите, односно на оджаците, најмалку 2 пати во текот на годината, меѓутоа не е на одмет и во текот на самата грејна сезона да се изврши 1 до 2 прочистувања. Најчеста причина за интервенција на пожарникарите во изминатите 12 на месеци биле пожарите на отворен простор, предизвикани со палење на страништата. Токму затоа, освен прочистувањето на оджаците, и понатаму актуелен е апелот земјоделците да не ја палат сламата во нивите, за да не дојде до пожарување на објекти што се наоѓаат во близина. Општина Кочани е соорганизатор на хуманитарниот концерт за помош на Методи Митев, на кого му се потребни финансиски средства за лекување. Концертот ќе се одржи в четврток од 20 часот, ќе настапат познати музички имиња од Македонија. Хуманиот гест за собирање на потребната сума пари за оперативниот зафат на Методи Митев е поддржан и од локалната самоуправа на Кочани. Општината се јавува како соорганизатор на хуманитарен концерт, што ќе се случи в четврток навечер, а за што иницијативата ја дадоа продукцијата ИМД, ресторанот Пролет и поголем број граѓански здруженија од Кочани. Главната цел е и на овој начин да се истакне хуманоста и да се дособере сумата што му е потребна на Митев за оперативен зафат во Кина, а што би му овозможил повторно да застане на нозе. На хуманитарниот концерт, што ќе се одржи во спортската сала кај гимназијата во Кочани, се најавува учество на поголем број познати музички имиња од општината и од државата. Драгана Јорданова, Ален Хасановик, Филип Божиновски, Маријан Коцев, Јордан Митев, Благоја Груевски, Елена Петреска, Даниел Кајмаковски. Водителка ќе биде Јелена Спанџарска. Значи ги повикувам граѓаните на општина Кочани да повелат на концертот, да купат влезници и сите заедно да помогнеме Методи Митев да ги дособере потребните средства за операција, а потребни се му нешто повеќе од 9000 евра. Нека и овој концерт биде едно преполовување на тие средства, значи сите да бидеме хумани сега пред божикните празници, новогодишните празници, заедно да помогнеме во собирањето на средствата, да бидеме дел од овој убав и голем хуманитарен концерт. Концертот започнува во 20 часот, а билетите се продаваат по популарна цена од 100 денари. Музичарите учесници се откажуваат од каков било хонорар, со надеж дека сумата што ќе се собере ќе му обезбеди на Митев конечно да го добие потребниот медицински третман. Лекарите во Кина операцијата му ја закажале за март идната година, што значи дека останува краток период за да ги обезбеди десетината илјади евра, колку што му недостасуваат. Следува информацијата од спортот.
Бронзен медал освои каратистот Љубомир Давидков во екипна конкуренција на Балканското првенство што се одржа во Црна Гора. Тој беше дел од репрезентативниот тим кој во борбата за третото место ја победи екипата на Романија. Солиден успех постигна членот на карате клубот Кочани Љубомир Давидков на последното Балканско првенство за кадети, јуниори и постари јуниори до 21 година, што се одржа во Херцег Нови, Република Црна Гора. Како член на македонската репрезентација во категоријата на кадети, тој го освои третото место во екипна конкуренција. Тимот во кој учествуваше Давидков во првото коло бил слободен, а во второто ја совладала екипата на Србија со резултат 3:1. Во полуфиналето, нашите каратисти за противник ја добиле силната селекција на Турција, на која не успеале да и се спротивстават, па загубиле со 1:2. Во борбата за еден од медалите, Кумите, тимот на Македонија, наишол на релативно полесен противник во репрезентацијата на Романија, па остварил убедлива победа од 3:0. Со тоа нашите каратисти постигнале резултат што бил доволен да се закитат со бронза. Давидков настапил и во поединечна конкуренција во категоријата до 70 килограми, при што го освоил 9-то место, а на стартот доживеал пораз од 3:6 од представникот на бугарската репрезентација, додека во репесажот загубил од репрезентативецот на Србија со 3:4. Кочанскиот каратист е задоволен од постигнатиот успех на првенството, на кое имало силна конкуренција. При тоа тој се заблагодари за поддршката од локалната самоуправа, која ги покрила поголемиот дел од трошоците за неговото учество на меѓународниот надпревар. Инаку на Балканското карате првенство за кадети, јуниори и постари јуниори до 21 година, што по 18 пат се одржа во Црна Гора, членовите на македонската репрезентација освоија вкупно 30 медали, од кои 9 златни и 9 сребрени, како и 12 бронзени. Со тоа беа втор репрезентативен тим според постигнатиот успех. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.